Се уште се споделуваат вести за спасени животи од урнатините во погодените реони во Турција и Сирија, дури и по десетина денови од катастрофалните земјотреси. Во Антакија 12-годишно момче беше спасено по 260 часа. Во Кахраман Мараш 17-годишна девојка по 248 часа. За жал, бројот на жртвите се искачи над 43.000. Бројот на повредени е 3 пати поголем, а се засилуваат напорите за помош на луѓето кои останаа без покрив над глава. Дел од лицата за пребарување и спасување од целиот свет се уште на терен или ги превршуваат своите акции. Тимот на Дирекцијата за заштита и спасување од нашата земја заврши 7-дневната спасувачка акција. Како волонтер и дел од тимот на ДЗС, во градот Адијаман беше и тетовецот Александар Стојановски. Вели дека заеднички сите работеле за да помогнат во тие критични моменти. Спасувањето е само еден голем процес. Ние, сега, јас бев во ситуација да одам и таму да бидам директно вклучен во спасувачките акции, исто како и другите членови на тимот. И ние го направивме оно што можевме да го направиме и ситуацијата што го налагаше. Меѓутоа, сите придонесоа на некој начин во спасувачкиот процес. И покрај тоа што сега од таму од урнатините се вадат се поретко живи луѓе, меѓутоа на собраната фамилија што изгубила членови од своето семејство таму, тие дури ги очекуваат и нивните тела од урнатините и самото вадење на телата е спасување на некој начин на фамилијата. Стојановски вели дека тоа што дава поттик во такви моменти е големата солидарност на луѓето. Голема солидарност, барем јас така доживеав, ја видов на лице место. Бевме многу добро прифатени од населението таму. Знаете, со нашето присуство таму и они видоа дека не се сами, дека имаат подршка некаква. Многу добро не прифатија, со голема почит и јас сум позитивно изненаден како е тоа еден сталожен и стабилен менталитет што и покрај оваа несреќа може да се носат со секојдневните предизвици. Така да ние кога во градот Адијаман, или кога работевме на локацијата, нон-стоп имаше некој да ни понуди вода, да ни понуди чај, јадење и не само нас, туку и самите меѓу себе се помага соседите едни со други и изворено е така да се види дека човечкиот род, да речем, има уште солидарност во него. 2 разорни земјотреси минати од понеделник ги потресоа јужните делови на Турција и северот на Сирија.